денешниот состанок заедно со нашите пратеници од регионот, од Кавадарци и од Неготино, со господинот пратеник од Грчкиот парламент. Разговаравме на таа тема, на наша заедничка иницијатива комплетна. Разработивме на физибилити студија која што имаме направена од пред месец дена и врз основа на добрососедските односи и подпишувањето на Преспанскиот договор, ние сме веќе во една завршна фаза да почнеме со техничка документација и одобрување на граничниот премен Пулјевац, кој што е приказка од пред 20-30 години. Ова е едно големо значење за целиот регион, со ова ќе отвориме една артерија на движење на целиот Тиквишки регион, нака и нашата соседна Република Грција. Комплетниот нивен регион ќе го врземе со нашиот Тиквишки регион и очекуваме голем и локален и економски бенефит во целокупниот развој на општеството. За Кавадарци, според мене, ќе значи прво и основно еден од најубавите делови кои што ги имаме во нашата општина, а тоа е Кожув и Подкожувието, да не биде слепа точка крај на светот, него да биде поврзување кон Европа и кон Република Грција. Во делот на развојот на туризмот, поголема развиженост, селата да можеме да ги вратиме во некоја по-нормална општествена сигурност, односно да имаат луѓето услови за живот и движење на луѓе. И нормално од Република Грција, која што знаеме дека е со повисок стандард и е во Европска унија, да очекуваме туристи, гости, пријатели, кои што ќе развиват и локален бизнис, и регионален, нормално и туризам. Σήμερα είχαμε στα Σκόπια. Денес се подпише договорот за пременот, граничниот премен во Преспа и се во теке договор за наредниот граничен премен кој што ќе поврзе Кавадарци со Аридеа. Премиерот Заев беше многу позитивно расположен за овој граничен премен помеѓу Кавадарци и Аридеа. Целта е да во наредниот период да подпишеме исто таков договор за за отварање на овој граничен премен. Колку сте реални шансите тоа навистина да се случи оваа година? Για να υπογραφεί, εγώ πιστεύω ότι Во наредните 2 месеци се очекува да се подпише овој договор, исти како договорот со Преспа кој што е подпишан денеска. И во наредниот период ќе се разговара и за финансирањето за имплементација на проектот. Овој проект е пред 20 години, повеќе од пред 20 години. Во моментот треба да се 27 километри од грчката страна, 4 километри се со асфалт, 57 километри во Кавадарци, 43 се асфалтирани. Агенција за патишта при влада на Република Македонија во 2019 година има ставено буџет од 50 милиона денари за реконструкција на постоечкиот пат Р108 од Мушов гроб до Мајден, така да значи дека до Мајден ќе добиеме комплетно нов реконструиран пат преку Агенција за патишта. Исто сакаше господинот од Грција да го објасни дека од нивна страна 4 км се готови, а им фалат 43 км каде што нивната држава, односно Агенција за патишта го финансира, а граничниот премен во делот на регионално значење и во делот на обем, со според техничка документација и проекција, накнадно ќе се финансира преку пристапни фондови до ЕУ меѓусебна соработка, така да таа сума не ја знаеме во моментот, али очекуваме до крајот на годината да имаме комплетна документација и пресметки за целокупната сума. Има клима меѓу двете држави, нели? κλίμα и ветување. Αυτός ο δρόμος θα βοηθήσει πολύ και τις δύο χώρες. Γιατί για τα αγροτικά Затоа што ќе помогнат нашите земјоделски производи и граѓани и туристи да го скратат своето патување за 100 километри на патот на Игнатија и пристап до морето и во Солун.